Дојдовте во CyberShift, емисија која е посветена на подемот во технологијата, информатиката, роботиката и науката. Останете на нашиот канал и информирајте се за најновите достигнувања и случувања во оваа област. Почнуваме веднаш. Светски познатиот бренд Domino's Pizza со цел да ги задоволи потребите на своите потрашувачи најави дека работи на робот кој ќе доставува пица до домот на нарачателот, која притоа ќе остане топла. Компанијата Domino соопшти дека во соработка со властите на Нов Зеланд работи на тестирање на Domino робот Drew кој ќе доставува пица до домовите ширум оваа земја. Domino's Robotic Unit е всушност робот на 4 тркала која доставува пицата до тој што ја нарачал. Опремен е со софистицирани сензори за избегнување на препреки, батерија и еден вид на печка во која пицата ќе се одржува да биде топла, а тоа е една од најголемите предности. Компанијата Domino's го развива роботот заедно со Marathon Robotics. Лицето кое ќе ја нарача пицата добива посебен код со кој ќе го отклучи делот каде што е сместена пицата. Drew е мудар и симпатичен. Уверени сме дека еден ден ќе биде составен дел од семејството на Domino, изјави генералниот менаџер на компанијата во Нов Зеланд Скот Буш. Drew моментално е во фаза на тестирање и во Австралија, а наскоро би можел и масовно да се употребува од светски познатиот Domino's Pizza. Достава со дронови веќе врши Амазон и неколку негови конкуренти. Новиот Samsung Galaxy S7 на нашиот пазар може да го набавите по цена од околу 35 до 40.000 денари, но аналитичката компанија IHS се заинтересира колку тој навистина вреди. За таа цел тие направиле истражување од кое произлегле следните резултати. Како најскапа компонента кај новиот Galaxy S7 се издвојува неговиот процесор Snapdragon 820, чија што цена изнесува $62. Аналитичката компанија IHS направиле истражување во врска со тоа колку новиот Samsung Galaxy S7 навистина вреди, односно колку чинат неговите компоненти поединечно. Според нивното истражување, цената на сите делови од кои што се состои новиот престижен модел на Samsung изнесува $255 или околу 14.000 денари. Како најскапа компонента се издвојува Qualcomm Snapdragon 820, чија што цена е $62, односно 25% од вкупната цена на телефонот. Екранот на новиот Samsung Galaxy S7 чини $55, 32 GB NAND меморијата чини $7,25, сензорите $4,65, а 4 GB RAM меморијата $25. Камерата за која што Samsung наведува дека е најдобра на светот чини $14, а склопувањето на сите овие и останатите ненаведени компоненти се проценуваат на $5. Доколку сакате малку забава на апликацијата Facebook Messenger, покрај можноста за играње на шах со вашите пријатели, која веќе ја објавивме во една од изминатите емисии, за вас имаме и нов предлог. Може да играте и кошарка. Сите оние кои сакаат да се забавуваат, Facebook сокри нова игра во својата чет апликација. Станува збор за кошаркарска игра, која може да ја играат сите што имаат најнова верзија на Messenger. За почеток на играта, доволно е некој да прати емоджи икона со кошаркарска топка на пријателите, која мора да се допре. Апликацијата потоа ќе го затвори прозорот и ќе се појави кош и топка. Играта е многу забавна и заразна. Се што треба да направите е да дадете кош со прстот. За секој погодок добивате среќни емоджи, а тажно за промашување. Американската агенција НАСА во рамките на низа експерименти во бестежинска состојба ќе го запали најголемиот пожар што досега во космосот го предизвикале луѓе. Еве повеќе детали за овој експеримент.
Во рамките на низа експерименти во бестежинска состојба, осмислени со цел решавање на една од најголемите грижи, кога е во прашање безбедноста на еден екипаж во Вселената, американската агенција НАСА ќе го запали најголемиот пожар што досега во космосот го предизвикале луѓе. На Земјата гравитацијата дава оган со позната структура, пошто студениот густ воздух паѓа кон базата на пожарот, а топлината се крева. Меѓутоа, во Вселената, каде што нема сила, тој е потежок и пожарот може да биде непредвидлив. Агенцијата има намера да запали пожар од големи размери во внатрешноста на Вселенскиот брод, откако ќе донесе потребни намирници, залихи и опрема од меѓународната Вселенска станица. Ако се тече според планот, нејзиниот комерцијален партнер, компанијата Orbital ATK, во вторник ќе го лансира товарното вселенско летало Cygnus од Вселенскиот центар Кенеди, Флорида. Меѓутоа, огнометот ќе почне 2 месеци подоцна, кога вселенскиот брод ќе се одвои од станицата и ќе тргне кон Земјата. Научниците што учествуваат во експериментот Spacecraft Fire Experiment, или скратено SAFIR-1, ќе го запалат со далечинско управување материјалот од фиберглас и памук со димензии од 30 на 90 см во внатрешноста на модул кој е 90 на 150 см. Сензорите и видеокамерите со висока дефиниција ќе ја забележат акцијата и ќе ја испратат кон Земјата. Сафир ќе биде најголемиот пожар во Вселената предизвикан со човекова рака, изјавил Гери Раф, менаџер на проектот на НАСА. За сега може да изведеме само мал експеримент на согорување во услови на микрогравитација на Вселенската станица. Сафир ќе ни овозможи безбедно да запалиме мали примероци на материјал без изложување на станицата и нејзиниот екипаж на дополнителен ризик, додал тој. Според зборовите на раководителот на експериментот Дейвид Урбан, овој и наредниот Сафир ќе им помогнат да се одговори на 2 прашања. Дали пламенот ќе продолжи да се шири во височина или микрогравитацијата ќе го ограничи неговото ширење и кои ткаенини и материјали можат да се запалат и како ќе горат. Откако НАСА ќе ги собере неопходните податоци, Cygnus ќе се врати на земјината атмосфера и ќе биде уништен со друг, многу поголем пожар. Инаку, следната недела Земјата ја очекува блиска средба со комета, најблиска во последните 150 години. Всушност, станува збор за 2 комети наречени близнаци. Едната се очекува да помине покрај Земјата во понеделник, а втората во вторник. Не би требало да представуваат опасност за сите нас. Од НАСА се пласираат информации дека овие 2 комети ќе прелетаат на само 2,2 милиони километри од нас, што се смета за трета најблиска средба од кога се мери оддалеченоста. Кометата што помина на 3,3 милиони километри од Земјата беше откриена пред 16 години од научниците од МТИ и е именувана како 252P Linear, а нејзиниот близнак е откриен на 22 јануари годинава од научници од факултетот на Хаваи. Во почетокот сметале дека тоа е астероид, но восстановиле дека е комета и ја именувале како Pi 2016 BA14. Единствени познати комети што поминале покрај Земјата биле Лексел во 1770 година и Ирас Алаки Алкок во 1983 година. Од НАСА тврдат дека во наредните 150 години нема да се случи друга блиска средба со комета. Добра вест за геймерите. Компанијата Sony, со цел да ја подобри компатибилноста на игрите со виртуелната реалност, подготвува нова, подобрена верзија на PlayStation. Sony подготвува нова подобрена верзија на геймерската конзола со цел да се подобри компатибилноста со игрите со виртуелна реалност. Затоа, PlayStation 4.5, како што досега го нарекуваат, ќе има помоќен хардвер со графичка карта со значително поголем капацитет. Новиот PlayStation ќе има целосна поддршка за 4K HD резолуција при гейминг и секако поддршка за додатокот PlayStation VR. Цената најверојатно нема да скокне и ќе се задржи на $400, но затоа пак, ако сакате виртуелни игри, ќе треба да доплатите $399 за PlayStation VR хедсетот.
Израелската компанија NordBit предупредува дека на стотици милиони Android уреди им се заканува опасност. Еве зашто станува збор. NordBit е израелска компанија што се занимава со истражување и безбедност, која предупредува за опасноста на Android корисниците. Во извештајот пишува дека Android е намета на Stage Fright багот, а најранливи во случајов се сите Android операциони системи од 2.2 до 4.0, како и Android 5.0 и 5.1. NordBit вели дека дури 275 милиони уреди се потенцијално ранливи, без разлика што Google објави многу побезбедносни надградби за да го реши овој проблем. Google смирува и вели дека нема простор за паника, бидејќи сите уреди што ја инсталирале надградбата од 1 октомври 2015 година се безбедни. NordBit додава дека најранливи се Nexus 5 уредите, HTC One, LG G3 и Samsung S5. За опасното влијание на радиацијата скоро и нема човек кој не знае, но дали некогаш сте ја виделе како таа изгледа? Еден тим на истражувачи се осмели да направи ваков експеримент кој ќе ни овозможи да го видиме тој процес. Скоро и не постои личност на светот која не знае за катастрофалното влијание на радиацијата врз живите суштества и животната средина. Овој тивок и невидлив убиец може да остави населени области. ненаселени области многу години. Но дали знаете како радиацијата всушност изгледа? Тимот на каналот Cloudy Labs на YouTube сними видео како парче ураниум емитува радиација. Имено, тимот на научници во посебна просторија на температура од -40 степени Целзиусови поставил ураниум врз кој истурил алкохол за да сними радиација која се ослободува во процесот на распаѓање на ваков радиоактивен материјал. Во обидите да бидат поефикасни, ветерните турбини се прават се поголеми и поголеми, но новиот дизајн кој сега се работи во САД е ветерница која треба да биде висока 479 метри. Тоа е 8 пати повисока од милениумскиот крст на водно и за 50 пати повисока од Ајфеловата кула. Според извештајот на LA Times, ветерницата треба да биде висока 479 метри, односно 8 пати повисока од нашиот милениумски крст на водно или за 50% повисока од Ајфеловата кула, додека лопатките на турбината ќе достигаат должина од 200 метри. За да се обезбеди стабилност, структурата ќе биде со диаметар од 400 метри. Во овој проект се вклучени 4 универзитети и 2 национални лаборатории на САД, кои имаат 3 години за да изградат и да тестираат мал прототип, кој би требало да покаже дека ваквата турбина е возможна. Проектот е финансиран од Министерството за енергетика на САД со 3,5 милиони долари, но цената сигурно ќе расте со развојот на проектот. Но не е само големината она по што се разликува оваа турбина од досегашните. Според тимот кој работи на оваа ветерница, една од главните разлики е тоа што турбината нема директно да се судира со ветерот, туку ќе се движи во насока на ветерот за да се овозможи полесен проток. 200 метарските лопатки се поделени на сегменти кои може да се шират при благ ветер и да се зацврснуваат во случај на силен ветер. Ваквиот сегментиран дизајн, покрај тоа што ќе овозможи да се искористи повеќе ветер, ќе овозможи изградбата и транспортот на лопатките да бидат многу полесни во однос на лопатките од еден дел. Ако се оди според планираното, оваа ветерница би требало да генерира и до 50 мегавати електрична енергија или за 25 пати повеќе енергија од традиционалните ветерни турбини. Тимот сега работи на изработка на верзија со големина од 1/10 од оригиналната турбина, за која се надеваат дека ќе биде спремна за тестирање во 2019 година. После тоа, тие тврдат дека сепак ќе бидат потребни од прилика 15 години за да се изработи турбината во целосната големина. Иако за овој супер амбициозен проект ќе бидат потребни уште истражувања за да може да се оствари,
Веќе има укажувања за еден очигледен лош аспект од поставувањето на ваква огромна ветерница, а тоа е убивање на птиците. Ветерницата, што достига 479 метри во височина, ќе представува директна опасност за птиците преселници. За да се надмине ова, тимот се надева дека ветерницата ќе се гради во близина на брегот на Калифорнија, наместо во внатрешноста, каде е помала веројатноста да се наштети на птиците. Времето ќе покаже дали новата турбина ќе не приближи до почиста иднина, но секако представува амбициозен, надежен чекор напред. Италијанската компанија Olo 3D на Kickstarter представи интересен геџет кој користи паметни телефони како дел од самиот систем за изработка на разни објекти. Компанијата Olo бараше $80,000 за да стартува со производството на првиот 3D принтер за смартфони. А 29 дена до истекот на кампањата веќе има собрано повеќе од $267,000, што значи дека многумина го препознаа овој 3D принтер како нешто паметно, практично и корисно. Па Olo би требало да се најде на пазарот веќе во август или септември годинава по цена од $99. Системот функционира така што во подножјето на принтерот се вметнува Android или iOS телефон со максимална големина до 5,8 инчи. На него доаѓа стаклен филтер, а одозгора се налеваат суровините со кои се изработува предметот, според фотографијата од апликацијата на телефонот, како што можеме да видиме во видеово. Дефинитивно интересен геџет кој за мали пари овозможува изработка на разни цврсти, но и меки и еластични предмети, кај кои целиот мозок на операциите доаѓа од страна на вашиот смартфон, што значително влијае на неговата поволна цена. Најновиот проект на дизајнерката од Њујорк, Кели Андерсон, е книга која се претвора во целосно функционален фотоапарат. Да го погледнеме овој интересен прилог. На оние кои се запознаени со работата на Кели Андерсон, познато им е дека од хартија може да се направат разни чуда, например како функционален грамофон. Најновиот проект на оваа дизајнерка од Њујорк е целосно функционален хартиен фотоапарат во внатрешноста на книга. По неколку месечно експериментирање и преклопување на хартиени листови, дошла до решение кое во целост ја блокира светлината. Фотоапаратот функционира едноставно. Со отварањето на книгата се издигнува фотоапаратот. Во него е вградена фотосензибилна хартија, потоа чкрапалото рачно се отвара, фотографијата на крајот се развива, а резултатот е негатив на кој е потребно да се направи инверт. Поп-ап книгата служи како едукацијски алат кој објаснува како фотографијата функционирала на почетокот од нејзиното постоење. Дојдовме до крајот на уште едно издание на Cybershift. За нови и интересни информации следете на истиот канал за 7 дена. Пријатно!